Добре дојдовте во срцевината на македонската земја. Во просторите што науката ги нарекла карст, а под што се подведуваат вртачите, увалите, пропастите, пештерите, карстните полиња и шкрапите. Овие карстни облици во Република Македонија се застапени во незините западни делови. Помалку во Вардарската зона, а незначително во српско-македонскиот масив. Нив во оваа пригода ќе ги третираме главно од спелеолошки аспект. Значи, предмет на наше интересирање ќе бидат пештерите и пропастите. Нив кај нас ги имам уште неброено многу, зашто досега само за 20 годишно поинтензивно истражување бројката е поголема од 300 подземни објекти. Што е најважно, меѓу нив се застапени апсолутно сите можни видови. Од обични дупки, што народот си ги вика гулабарници, па до најсложените пештери, кои според категоризацијата се меѓу најзначајните во светот. Акциите за нивно пронаоѓање, освојување и истражување многу често се и тешки и опасни, но предизвикот е посилен од се. Спелеолозите се врвни планинари и алпинисти, а патувањата во вечниот мрак само ја засилуваат желбата да се дојде до вистинскиот резултат, да се освои што е можно повеќе. Обично до крај. Крај што многу често и не се гледа, зашто секогаш има уште и уште претпоставки дека може да се продолжи во утробата на земјата. Еве една акција јужно од Скопје на падините на планината Караджица на селото Нова Брезница. Намерници сме да се спуштаме во некои пропасти за кои кај народот постојат многу легенди, верувања, па дури и најобични празноверија. Информациите за нивната местоположба обично најпрецизно се добиваат од местното население или пак уште подобро од овчарите и говедарите. Во крајов има десетина помали пропасти вертикали, а ние решивме овој пат да другаруваме малку со габрулица. Тие чисти вертикали обично не носат други убавини. Нема пространи сали, например, нема украси, бои, водотеци. Основна морфолошка карактеристика на пропастите или јамите е таа што на хоризонталната проекција на отворот директно се надоврзуваат вертикалните канали кои се спуштаат во варовничката маса. По нив понира атмосферската вода и со време го обликува подземниот објект. Нема место за разочарување. Видовме како многу често при истражувањето единствена придобивка останува само напорот. Но продолжуваме. Речиси во истиот атар, само малку пониско во полето каде што некогаш се одледувале житарки, има уште една пропаст – житие. Нови подготовки, нови договори. Овој пат знаеме само дека јамата не е со една вертикала, туку две или повеќе. Тој податок едноставно се добива со фрлање потежок камен во отворот. Први се спуштија кој друг ако не спелеолозите од Пеони. Нашиот снимател постојано ја менува местоположбата и го лови ритамот на освојувањето. Овде веќе е поубаво. Украси, иако не толку впечатливи, има уште на првата вертикала од 13 метри. Втората и третата се по десетина, а декорот е се повпечатлив. Тој е измоделиран во жолто-портокалова и во црвеникава боја, што би се рекло водата успеала да раствори поголем дел од железното и од сулфурното присуство. Неколку помали сали ја прават оваа пропаст од типот разгранета. Ајде сега да им се доближиме на пештерите. Решивме во првиот дел од емисијава да ги вклопиме оние што ги истражувавме и ги освојувавме во зимски услови. Кај Демир Капија сме. До пред неколку години објектот наречен Бела вода со своите 950 метри беше најдолг кај нас. Само влегувањето во него представува мала тешкотија и натаму се е едноставно. Хоризонталниот главен канал, секогаш исполнет со помалку или повеќе вода, е долг 722 метра, а споредниот нешто повисоко има 233.
Патем варира бројката на заезерените места, а само на крајот најголемото е постојано. Време е да откриеме нешто поубаво. Патот не води кон акумулационото езеро Матка крај Скопје, а потоа кон пештерата Убава. Некоја вика и Бела, заради бојата на украсите, а некој пак над Извор, зашто подолу е објектот Извор. Таа е на десната страна од некогашниот каньон на реката Треска, денес на езерото. Пристапот до неја е мощно доставен и лесен, а отпорот сосема комотен. Иако со должина од само 150 метри, и тоа на двата основни канала, таа е според бројката на украсите една од најнаселените. Нивна основна карактеристика, покрај белата боја, е што успешно како минијатурни или пак како джиновски столбови го поврзуваат таванот со дното. Намерниците овде најмногу ќе се измачат да не повредат ништо во неа. Затоа, често ползењата и провирањата се неизбежни. Пештерава, и според тоа што е близу до градот и заради лесната пристапност и заради убавините, заслужува што поскоро да биде адаптирана за масовни туристички посети. Тоа е далеку поубава од другите десетина во низината непосредна околина. Еве, ова наше другарување што се однесува до убавините се движи по нагорна линија. Време за вистинско уживање. Продолжуваме со акции во зимски услови. На околу 1300 метри надморска височина кај селото Маврово и приоѓаме на Шаркова дупка. Објектот кој започнува со чиста вертикала од 10 метри заличува најпрво на пропаст. Подготовките затоа се и малку посериозни. Таванот на објектов е многу близу до површината на земјата, па целата влажност доаѓа преку него. Се работи за најобична прокапница. Мокро е до кожа, а каливо до немајкаде. По бунаристиот влез, со пречник од околу 2 метра се стасува до првата сала, чија височина е 10, а должината 20 метри. Уште при спуштањето се поминува покрај украсите наречени сливови, а одејќи се подолу и подолу се стасува до сталактити и сталагмити, на кои се настаниле корали, а многу од нив преминале дури во пердиња. Неколку странични канали, уште 2 не толку сериозни вертикали и толку. Пештера која со минимално прокопување на страничен влез исто така може многу лесно да се уреди за туристички посети. А сега подгответе се за вистинска авантура. Под Ѓоновица сме. Грдосија од пештера над стариот пат Гостивар Кичево на масивот Буковиќ. Влезот импозантен, со 5-6 метри и височина и широчина. А единствениот канал веднаш се стеснува во димензии од 1,2 метра. Влажноста максимална, зашто водотекот овде никогаш не пресушува. Температурата му е околу 6 степени. Лилјаците се настанети тука некаде на почетокот.
Натаму нив ќе ги заменат се почестите украси кои се повисоко, зашто пониските делови се резервирани само за силните води кои при топењето на снеговите знаат да создадат река подлабока од 2 метра. Сосемановите форми на сталактити овде заличуваат на тенки стаклени цевчиња кои спелеолозите ги викаат шпагети, а некои постари облици сраснале меѓу себе и изградиле столбови помеѓу табанот и страничните слоеви кои скалесто се спуштаат кон водотекот. На места сливовите личат на скаменети водопади. Според начинот на формирањето и според условите на напојувањето, ваквите подземни текови може да настанат со планирање од површината и тие имаат и влез и излез. Овде пак постанокот е од варовничко подземје од кое се напојува и постои само еден излез или извор. Во вакви случаи живиот свет е скромен и ограничен на сосема мал број родови и видови. Во Ѓоновица ќе сретнете неколку видови скакулци, ракчиња, пеперутки, пајаци и други бубалки и црви. На пробивањето му нема крај. Секоја чест на убавините што не обкружуваат, ама мокри сме и под кожа. На места пештерниот накид надвиснува само 30 сантиметри над нивото на водата и пробивањето е скоро невозможно, освен со зануркување. Бучавата на водотекот се засилува. Уште малку, 100 метри понатаму, не бучи, туку рика вода. Тече позабрзано, а иако видно изморени, и чекорите забрзуваат. Ќе го видиме него, тој моќник на пештерата. Бучавата измешана со силното ехо го исполнува сиот простор. Прекрасно чувство. Радост, малку страх, многу студ, забрзан пулс. Во карпата, на крајот од пештерата, тркалезен отвор низ кој рика вода. Шестметарскиот водопад, што излудува од убавина, е точно на 632 метра од влезот. Високата сала со не повеќе од 100 метри квадрати, всушност е џиновски котел, чиј таван е пренатрпан со кристални шкрилци. Сливови, пердиња, школки. И тоа џиновски. Бои до бои. Неслучајно Ѓоновичката пештера ја викаат и убавица. Колку ли среќа имавме во удостојот да биде најоптимален, па да го видиме и да го доживееме сега. Сега веќе никому не му е студено, никој не посака да започне враќањето. А тоа ќе не чини уште добри 6 часови, зашто враќајки се, треба да се види се што е пропуштено при влегувањето. При последната акција на македонските и француските спелеолози, овде не беше крајот. Се освои тогаш и водопадот и понатаму. По неколку посериозни езера, освоени се уште неколку стотина метри, а крајот не се видел. Постои реална можност пештерата да продолжи уште толку и да се најде на второ место по големина по Слатинскиот извор во Порече. Води, дождови, снегови. Не знае човек што да одбере па да му биде поудобно. Бевме среќни што ситниот дожд се преточи во снеголки, а потоа во лапавица. Од Кичево ги фативме угорнините на Друтникот Тајмиште. Подолго време не сме направиле толку масовна експедиција. Овој пат ни се придружија спелеолозите од Кичево, па колоната заличи. Небото се парчоса од грамотевици на оваа страна на Бистра планина. Овде надморската височина е околу 1600 метри, ама има уште искачување. Малку среќа, малку интуиција и отворот на пештерата го најдовме некако брзо. Самиот објект е всушност дол канал, една дијаклаза по која од време на време може да се оди и простум. Сосема беззначени украси и многу човечки коски под нозе. Непријатно. Сме слушале уште и за многу понепријатни нешта. Еве ги. Човечки черепи растракалани под ното или насобрани на купче.
Ајде тоа, ама некои наредени и на зидовите и сраснати со зидовите. Кои се? Како дошле овие луѓе? Кој ги донел, фрлил или наредил? Мисли несредени за причините за една ваква масовна гробница. За што се работи? За несреќни случаи или за геноцид? Немало под земја само украси и убавина. Она што се случувало овде шокира. Кога би биле вакви и другите објекти, спелеолозите сигурно би нашле нешто друго за спортување, како рекреација, како предизвик. Ајде да избегаме што подалеку од овде. Ама врнал, дувал, било ноќ, не е важно. Рековме, сакаме да ви покажеме убавини под земја, а не вакви гледки од кои спокојно не се заспива ни по 40-тиот ден. Поречието, она расположено по течението на Треска, од Македонски Брод се до Новото езеро Козјак, е вистински спелеолошки резерват. Има десетици и десетици подземни објекти, и тоа убави. Некои пак можеби и најубави, како Пурал, Слатински извор, Орле, Момичек. Одиме токму кон него, онаму на целото Горна Бевица. По вертикалата од 5-6 метри веднаш сме во објект кој е всушност една огромна сала поделена на две. Целата должина не е повеќе од 200 метри, но затоа е ова најколоритниот подземен објект во Македонија. Просто е неверојатно како на толку мал простор, а некаде еден до друг, толку различно да се обоени украсите. А од нив нема што нема. Сина, па зелена, црвена, жолта, портокалова. Ако ги набројуваме до крај, емисијава ќе заврши. Минијатурните облици и творби на природата се со исклучителна убавина и најтешко е човек да почувствува дека треба пред овие вонземни нешта да замолчи. Уште една вечерна прошетка. Спроти Момичек, на соседното возвишение на западната страна од планинскиот масив Даутица, е објектот Орле. Тоа е разгранета пештера со неколку нивоа, што би рекле повеќекатна. Многу е потопла, иако влажна. Водите овде одамна си ја завршиле работата и започнал процесот на изумирање на украсите, а биле создавани мощне обилно. Највпечатливо е присуството на хеликтитите, украсите кои им се спротивставиле на сите законитости на природата, па дури успешно ја игнорирале и земјината тежа и си растат во кој правец сакаат, а не надолу. Нема крај на убавините и на изненадувањата што ни ги нуди пештерата. Овде човек може да заскита додека трепне. Овде човек може за миг непријатно и опасно да се најде цели 2 ката подолу. Нели ви е чудно што оваа пештера ни е сево зелено, бакарната руда е виновна за тоа.
Конечно, иако е студено, завршуваме со снеговите. Подигнат е кампот на членовите на првата македонско-словачка експедиција под Солунска глава. Се работи за прво истражување на една огромна пропаст. А словаците во Европа се познати како врвни мајстори за вертикалите, а и за изнаоѓање и освојување нови објекти. До овој момент нашите спелеолози во пропаста ги имаат освоено првите 40 метри до дното на огромниот казан или инкаст објект. При тоа се наидува на замрзното дно измешано со камени одрони. И тука беше крајот. Но при топењето на мразот, странично до карпестиот масив, се појави процеп и шанса да се влезе подолу. Тоа е идејата на овој потват. За длабочината нема претпоставки додека не се види. Дури откако влегоа првите двајца, по радиостаница е соопштена големата радост. Објектот има наполно инкаста форма, а дното не се гледа и покрај специјалните моќни батерии. И акцијата започна. Едни ќе освојат 50 на метри, па ќе се вратат. Другите двајца ќе стасаат над 100, па се така до 200-300 метри. Крајот беше регистриран на 310. Чиста вертикала во една огромна сала, на чие дно повторно има мразен чеп со одрони од ситен камен материјал. На радоста и немаше крај. Ова е најголемата вертикала кај нас, а се најде и меѓу 10 на светската ранг листа. Долгиот сушен период направи оваа крапска река да се претвори во најобично поточе. По површината таа се снебива 2-3 километри, а потоа понира. Ја бојасуваме за да видиме дали ќе се појави во пештерата Пешна. Доколку е така, на повидок е нов подземен објект долг 10 километри. Но повторно заради преголемата суша, зелената боја срамежливо ги бојоса подземните води што се појавија дури 2-3 километри подолу кон Девич. Тогаш, повторно истражување. Најдовме еден сосема мал отвор од кој струеше студен воздух. Почнавме да копаме и се појави отвор. Јасно беше дека е ова нов објект. А влегувањето најобично влечење по подот. Беше очигледно дека се работи за пукнатина во која водената маса се уште не си ја завршила работата. Нема странични канали, нема сали. Од живиот свет наидуваме само на скакулци со изразено деградирана пигментација, но и на првите вистински украси. Се си е на свое место. Жолти бои, па бели, сиви, сини и црвени. Значи водите што ја создавале изодуваат некои патишта со различен минеролошки состав. Според основната категоризација, оваа пештера спаѓа во типот на прости. Вкупната должина е околу 160 метри, а единствениот канал води удолу преку тесници низ кој нема шанси да се помине без прокопување или минирање. Тоа го оставивме за некоја следна пригода. Тогаш да им се препуштиме на минијатурни убавини што ни заличија на изложбена постановка на некој што работи масло на платно. Само уште нешто за поиве. Присуството на железо дава жолта, жолто-бела, портокалова или црвена боја. Манганот црна, сина или сива, бакарот сина, сино-зелена и зелена, сумпурот жолта, а никелот лимон-жолта и резеда. Малечка во убавица беше крстена по сестрата на крали Марко Дева,
зашто над неа се наоѓаат остатоците од девините кули. Остануваме во Порече. Кај селото Слатина е најмаркантниот засега спелеолошки објект Слатински извор. Пред 10 години во него изодевме околу 800 метри, а сега сме наумиле да продолжиме понатаму во карбонатната маса на Поречкиот басен, представена со доломитски мермери. Сериозна акција и намера. Се започнува со доста едноставен, тесен канал, кој веднаш се двои на два крака. Влечењето по подот е неминовно, зашто над глава веднаш надвиснуваат правите украси. Да не беше впечатливо влабениот речен канал, немаше шанси човек да се подисправи. Така цели 270 метри. Потоа се оди полесно, ама успоруваме со темпото, зашто сега навистина има што да се види. Украсите ги има дури и на подот, онаму каде што водата не успева да ги уништи. Најголемата сала е точно на 320 метри од влезот. Долга 55, широка 25, а некаде висока и 15 метри. Значи покрај механичко ерозивното дејство на водниот тек, во градбата на пештерата голема улога одиграле и тектонските движења што ги иницирала водата. Секое застанување, секој поседок, одмор, се користи за средување на впечатоците и за договарање. Колку љубов има кај овие луѓе кон негибнатоста на природата. Колкав напор ништо да не се повреди, дури и по цена на ризик и на своја глава. 700 метри, а крајот се уште не се назира. За цело време прецизни мерења на позначајните места. Собирање пригоден материјал што ќе и послужи на науката. Колку би било убаво да може уште сега овој толку атрактивен подземен објект да се стави во функција, туристички да се валоризира, па сите да го видат и доживеат како ние. Така би им се ставило крај и на дивите посетители кои уриваат се поред, на дивите копачи што трагаат по скриени богатства и на 300 други глупости што може човек да и направи на оваа природна реткост. Конечно, последната сала. Овде имаше, што е чудно, малку повеќе воздух. Значи доаѓа од некаде. Пештерава или има натаму некој друг отвор или некои други големи пространства. Тоа се случува овде, кај украсот што го нарековме бабино чергиче. Ремек дело на природата. Ниту нашите баби не можеле да искаат нешто поубаво. И сега што се случува? Доаѓаат спелеолози од Франција со кои долго соработуваме. Врвни стручњаци за подземни минирање и нивните знаења веднаш вродуваат откривање нови простори за чергичето. Луѓе во Одница ги предводи 63 годишниот Рене, 3 години од него помладата му сопруга Брит, Жан Пол и Ален. Да не речам стари, ама мощни и искусни луѓе во овие работи. Со нив се и двајца наши спелеолози, Иван и Никола.
Барутните експлозии беа употребени само да се направи мал проод, а натаму да се минира би било многу ризично. Пробивање. Гледате, започнува пеколот. Дури и джебовите мораше да се испразнат, кацигите да се симнат, за некако човек да се протне и да освои нови 10 сантиметри. И камерата е сега миниатурна, и светлечките тела. Одушевување кај сите. Деновиве, оваа француска екипа ни испрати неколку најугледни светски спелеолошки списанија, преполни со фотографии од овој амбиент, од најатрактивната наша пештера. Истражувањето за жал мораше да заврши. Освоени беа уште цели 2000 метри, а за годинава остана да се продолжи натаму. Французите веќе го најавија своето доаѓање. Куса прошетка покрај брежјето на Охридското езеро. Недалеко од селото Трпеица одиме на посета кај едни воопшто нељубезни домаќини – лилјаците. На сосема мал простор ги има и лјадници. Пештерчево е повеќе од пренаселено, но според некои наши параметри. Ним им е овде убаво. Кај нас има 20 вакви видови цицачи, а наедноставно може да се поделат во две групи. На оние што цел живот се во пештерите и оние кои се внатре само зимно време. Тогаш тие се составуваат во јата за да им биде потопло се до раната пролет. Преку ден тие обично мируваат, а со првиот мрак излегуваат во потрага по храна. Тоа ќе бидат разни мушички и бубалки, па за луѓето лилјаците стануваат полезни птици. Нушно е интересно што женката додека го носи младото стои прицврстена во висечка положба, а штом тоа ќе се роди, веднаш со усните се припиува до мечината града и цицајќи останува во таа положба се додека не попорасне. Странци, и спелеолози и геолози се поприсутни на нашите простори. Во Мариово, во непосредна близина на некогашното село Мелница, атрактивни пештерски украси од гипс. Своевиден природен феномен за кој се заинтересираа многумина од научната вела. Раритет од светски размери. Повторно навраќаме во загадочниот свет на матка крај Скопје. Тој свет на лековити води, цркви и манастири, тој свет на ендемски видови растенија, тој свет на пештери и пропасти. Високо, највисоко над канјонот, што некогаш го излабила реката Треска и од калцитските карпи, од доломитите, мермерите и од шкрилците, направила чисти вертикали по неколку стотини метри. Објектот пред нас се вика Срт. Надморската височина е 960 метри. Отворот на оваа атрактивна пропаст е формиран долж две попречни пукнатини и води удолу низ оџак, во кој нема место за двајца. Чист бунар, ама со неколку скокови од по 15 метри.
Го издвојуваме од другите поради фактот што тој им се спротивставува на вообичаените работи. Пропастите да се без украси. Овде ги има едноставно залепени под зидовите на оджакот. Арагонити и корали, како минијатурни камени цветови. Чиниш, човек се нашол во срцевината на некое копаничарско дело. Внатрешноста на овие форми е калцитска, изразена со бела кристална боја, чија површина се прелева во многу други. Скаменети водопади, големи пердиња и сталактити, ама интензитетот на обкружувањето на коралите е толку силен што се друго е во втор план. Ајде да зануркаме малку во езерото Матка, кој го сокри под себе некогашниот моќен канјон на реката Треска. Од онаа страна на планината, патишка река одеднаш се претвора во понорница, која успеала потоа да го пробие целиот моќен карпест масив и да создаде, да изгради огромен подземен објект. Некогаш патишка река како водопад овде се спојувала со Треска од незината десна страна. Влезот и бил на височина од 30 метри, а денес е само 8 метри под нивото на езерото. Да се влезе внатре е мощно интересно. Ќе го направиме тоа со помош на двајца спелеонуркачи. Едниот е од Белгија, а другиот од Франција. Врвна нуркачка опрема, професионална подводна камера. Овие двајца, постојани гости на подземниот свет кај нас, сега направија убава прошетка по водната пештера. Спелеонуркањето е многу потешка работа од она нуркање во отворени водни пространства. Карактеристика му е што сите потрепштини треба да се двојни, зашто при евентуални пречки мора да се има резерва. Изнуркувањето на површината не е така едноставно. Во секој случај, ова е интересно и како потват и како фотографија. Од езеро на езеро. Ова е Тиквешкото. Оној дел каде што почнува да ги прима водите на Црна река под селото Галиште. Угорнините завидни. Нема патеки зашто овде одамна не минува никој. Овој карпест масив е царство на белоглавите орли кои од секогаш го настанувале. Тука и се изведуваат и само од време на време ќе намине некој што решил да украде јајце од нивното гнездо. Ова е една од причините за намалувањето на оваа популација толку ретки птици. Отворот, влезот, е вертикала од 15 на метри и се протега во 3 меѓусебно поврзани сали со 3 езерца. Овој пат беа суви, освен третото кое со вода е одвој до глуштови. Најсилен впечаток оставаат огромните топчести украси и на таванот и по целата површина на зидовите, со пречник од 1 метар, како сладоледни топки. А на нив започнале да се формираат украси. Очигледно пештерава е млада и во фаза на формирање. Загадката за начинот на градбата на овие фигури или форми останува зашто не само нам, туку и на многу постручни луѓе во оваа работа им остана непознаница. Ваква досега никој не видел.
На 4 километри источно од селото Тресонче, во долината на Тресонечка река, се наоѓа пештерата Алилица. Пештерскиот систем е составен од долна и од горна Алилица. Првата е подолга и поголема, и до неа се стасува многу поедноставно, а втората се наоѓа 90 метри над неа и е многу тешка за освојување. Влезот на долна Алилица е под стрм варовнички одсек на самото ниво на реката, на надморска височина од 1540 метри и има форма на тунел. Дното на пештерата е покриена со глина, а дури потоа со материјал откинат од таванот. Главниот канал води до првата сала од 50 метри, ама висока дури 20. Внатре реки, рекички, потоци, водопади. Главниот канал ќе достигне цели 465 метри. Втората екипа го освојува влезот на горна Алилица. Двете пештери се поврзани со оџак кој е нешто повеќе од 60 метри. Уште нешто е значајно за оваа пештера. Најубавите украси се собрани, односно формирани на еден единствен локалитет. Онаму каде што се составуваат водотеците, онаму каде што е највлажно, онаму каде што има најголема аеризација. А убавини има, иако се тие некакви миниатурни изданија во однос на оние во други пештери. Ова беше прошетката по 20 значени подземни објекти во Македонија. Да се надеваме дека наскоро голем дел од нив ќе бидат приспособени за обичниот посетител, а не само за врвни спелеолози.